Dobro. Okay. We are there. Okay, hello. Добър ден, добро вечер, добро утро. Добро вечер. Да, може и сте нелегнати. Трябваше да започнам со Here and Now. I woke the morning, I walk through new day. The planets are turning, we are still wondering about how life treats us, letting all just pass by. And we are losing because life can't wait for us to grow up. Ова е лирика која што нека малце така дрмна. Денешна моја гостинка е Тања Рибарска, која што работи под псевдонимот The Other Fish. Ако не сте сретнале, побарете ја на интернет. Прилично интересни акустични сесии прави. Некако од кога почна карантинов, малце не побрзо, некако кога да има инспирација. Интересно е што ние последен пат се видовме на една моја изложба и тогаш ми кажа не можам више тука да седам, јас си одам Штип и ја ептен за таа одлука и реков супер човече, ако ми бараш мир, ако тоа мислиш дека е мирот, тоа е битно, али сега имаме новитети. Тања, долго инфо. Добар ден, или вечер, уствари, вечер е веќе, да. Вечер ми доаѓа, да. Ова е 17-та епизода на Celebrate Life подкастот, многу ми е драго што ќе си му обетиме. Како си, шо правиш? Добро вечер, Горан, фала ти на покана. Еве, драго ми е дека сум број 17, број 17 ми е омилен број. Стварно? Да. Така да, сега уште поише ми онака кеф. Супер. We are alive, here and now alive. Ова е дел од ова е дел од твоја една лирика, издадена у пун ек на ковидот и на карантинот. Дали ковидов кај тебе делуваше инспиративно, мотивационо или онака те здрма кој што ме здрма сите на почетокот, па после тоа се развиваше како што се развиваше? Да, не знам, интересно прашање и како би рекла, тема што не може да се заобиколи дефинитивно периодов. Ја као монтажер по професија и интроверт по карактер, карантинот као состојба нешто многу, знаеш, не ме изненади. И не ме измести толку многу од место у однос на седењето дома у четирите зида и бидување да ти е комотно и да седиш и да кулираш и да правиш ова и да правиш она. На таков начин не ме изненади, ама беше многу добар, добар тригер и подсетник за тоа уште колку ќе чекаме за некои работи да ги оствариме или уште колку време треба да чекаме за да се отвориме или да извадиме од фиока се што сме чувале со години. Така да на таков начин кај мене доста супер улога изигра. Можам словно да кажам, не знам, што од страв, што од со очување со себе, со очување со мал милион сепства, така да се изразам. Да, и не знам, многу фасцинантен процес ми беше, дефинитивно фасцинантен процес и баш го онака си реков, окей, ајде да видиме што ќе извади ова искуство. Од нас, да. Нас. И така, кај мене ми спровоцира да не чувам веќе ствари што сум ги создавала у текот на годините, затоа што ме доведе до ситуација као ако не сега кога. Мислам, стварно онака моментот на може да има утре.
Да, Kitchen Sessions септември беа супер. Јас устори и тој те викнав највише. Фала ти. Да зборуваме, мислам покрај тоа што имаме со тебе и други теми за што да збориме, али баш ми е драго што ова све така малце те испровоцирало за да почнеш да ги правиш овие, пошто знам дека свириш гитара многу одамно и дека правиш музика. И све, али некако многу таинствено секогаш си го чувала тоа. Да, повише е срамежливо отколку што е таинствено. Да, ама и мене пристапот кај тебе ми е однака баш поезија. Некако ја барем така ја доживувам, само што е пропратена со музика. Некако многу добро ми е споено и музикава и текстот. Барем така. Фино ми звучи. И ептен се надевам дека кога почнеш да правиш некои лайв шоус, па ќе можеме малце да ја доживееме и акустичната гитара од друго светло. Да, се надевам и јас искрено. Пак карантинов некако е крив во наводници за тоа. Затоа што мислам, одамна, веќе неколку години излегов од таа некоја, како би рекла, школка на срамежливост и на ова не е доволно добро, треба уште подобро да пеам, треба уште поише да вежбам, ова не е совршено, ова не е вака, ова не е така, треба да биде вака и онака. И имам поминато доста процеси на таа тема, за да бидам во можност, не знам, во било кој момент да се качам на сцена и да отпеам, да отсвирам што и да ми дојде. Во моментот, иако тоа не го ни правам многу често, за волја на вистината. Ама сега некако карантинов ме стави во позиција да, окей, као, ајде малце да идеме надвор. Не бе, супер е, Дептен. Поготово интересно е што ти си уметнички работник и секад си behind the scene. Да, вистина, да, али од друга страна, музиката мене ми е прва љубов, од секојаш бидена, и некако осеќам некаква должност према тој ентитет у мојот живот, дека треба да му се раздолжам. Добро. Да му давам внимание и да одвојам време, пошто се на крајот се сведува на тоа колку време ќе одвоим и за кои работи, и тоа е тоа што ќе цвета, мислам, на крајот на денот. Апсолутно се согласувам кон враќањето на првата љубов, иако имав тотален бърнаут, работенки низ маркетинг агенции, мене психоанализата ме доведе да се вратам таму кај што сум бил најсреќен и така почнав да го работам тоа што се уште го работам и се обидувам да го работам. Така да првата љубов не треба да се откажуваме, ниту да не спласнува. Еве дури ова подкастиве пак е некоја љубов што тлееше со години и баш ковидов го испровоцира сето тоа. Не знам, као некој предчувство, знаеш, као нарачување микрофони, не знаеш што ќе биде, као стигаат микрофони и почнува локдаун у цел свет, као као this was a sign. Да. Од кај црпиш инспирацијата за лирикиве на The Other Fish? Пошто некако малце емотивно е бе некако ова, или ја барем така го доживам, пошто можеби те познавам некако. Ама некако многу, као, вика, исто една песна викаш, raise yourself, raise your heart, raise your love. Don't be shy, don't be blue, raise your eyes. Raise yourself high in clouds, take it up all up, hug yourself, hug your heart, raise your love. Некако многу агитира на денешниот човек се тоа, поготоа и оно што го спомна самокритичноста. Стварно сме превише самокритични, знам за кој најав муабет на подкастот баш и реков, ај малце таа самокритичност да се намалиме, пошто знам дека сме сите ту obvious за све тоа, ама као да, ние можеби сме осудени на поише критики него обичниот човек, затоа што не е уметници. Али кажи ми поише за инспирација.
овие последниве ствари што ги имам аплодирано, односно првиве, под псевдонимот Little Fish, затоа што тоа ми е првиот надимак од детство. Инспирацијата за тие, не знам, мал милион инспирации може да се најдат. Кај мене секогаш е комбинација од емотивна состојба, моментална, во моментот, во тие денови, во тие недели кога ја создавам таа песна што треба да искочи. Моја емотивна внатрешна состојба и секогаш тоа е као некакво патување на self-healing, односно себе терапија. И кај мене создавањето на музика од ваков тип, кој што содржи текст, од секогаш, и мислам дека така ќе остане некаков вид на процес на раскажување внатрешно приказна. Ја не сум од секогаш сум имала опити и сум сакала понекогаш да напишам песна која што има storytelling. Значи, еден ден се шетав покрај реката и бла 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 бла. Меѓутоа не ми иде, барем до сега не ми идело во таа насока. И наједноставно и најлесно и најприродно ми доаѓа кога да опишам некоја внатрешна состојба. Психолошки, емотивно, метафизички, езотерично, кој како сака нека го каже. И не знам, инспирацијата е, појма немам, палда секогаш ми доаѓа од природата. Ја уштип песни што се напишани се 90% напишани во штип, и остатокот се напишани, речемо, Here and Now, и Raise Yourself се напишани од Дебармало на четврти спрат, што можам да го видам небото. Што во Скопје многу не достигаше. И така, инспирација ми е тој некој self-healing процес, нешто као медитација, мислам, така би можела. Има некојаш, не знам како да се изразам, секогаш као да има некоја сила, која што ми потпомага да се изразам и да го изодам тој процес. И да излезе таа песна од мене. Мислам, најчесто порано, као тинејџер, сум пишувала доста љубовни тематики, симпатии, хартбрейкови и слични ствари, а понатаму овие песни што сега се излезени се пишувани 2013, 2012, 2014 година, што беше еден период на себе спознавање дополнително и процес на растење, и така еден метаморфозирачки период во мојот живот, во кој што истовремено доста некако почнав да согледам што значи да бидеш присутен, што значи да не си заглавен во минатото, да не сонуваш толку многу за иднината, што значи таа свесност и будност кога седиш у парк и гледаш дрвета и не можеш да им се изначудиш колку се прекрасни. И така, тоа е отприлика за Хирен Нау. Да. Прекрасно патешествие, морам да признам. И беше убаво што ти инспирира сето тоа. А Raise Yourself е една друга, од друг еден агол, ти многу добро кажа, мислам, тоа е, таа песна е посветена некако и на самата себе, и на сите луѓе, млади, стари, седно, кои што онака се борат со таа себекритика, се борат со тие некои граници и лимити. Мене долги години ми има сметано нашето
општество као критички осврнато, па и посебно и за мојот момент да излезам на сцена или не знам што. Пошто ние се знаеме и сите сме најпаметни и сите знаеме на Idol и на X Factor кој како пее или не знам што, или у кафич кој како пее или како свири, знаеш, сите ние знаеме се. И тоа долго време некако ме иритираше повише од колку што ме фрустрираше и некако као динат не ми се стапнуваше во сцена, затоа што не се замара со секакви коментари. Разбирливо е се тоа што кажеш, не знам зашо, ама као некако скроз нормално ми е. Да, ама знаеш некако ја свесна сум за собствената несовршеност као музичар или као пеач. Ама ја уживам во тоа. Да, ама who gives a F за сето тоа? Искрено, мислам, што е стандардизација на изразување своја емоција? Као? Апсолутно, не, само ми сега ги кажам онака као не можам да се замарам со луѓе што безкрајно коментира као. Да. Види, уосталом, знаеш, малтене себично тоа и го правиме за себе, знаеш, као да нас ни биде подобро и така да, што знам, мислам дека we outgrow bullshit некако, не знам? Yes. Мислам, уметноста е толку многу комплексна работа, било каква уметност. Па ќе се вратам процесно влијање. А и преку немата само критичност кон самите себе не ги прави тие збрчки, пак ја повторам, али since we go out there, there is no turning back. Да, скроз. Предпоставам дека немаш ни планови како ќе се развива проектот, него така некако имам чувство дека ќе возиш на интуиција и на моментална инспирација, некако така мислам. Знаеш како, со музиката и тоа што сум го стварала, сега до душа многу голема пауза имам, морам да кажам. Во создавање музика, пошто се постари работи, со музиката секогаш бев на интуитивно и на некое ниво кое што не е опипливо, во смисла никогаш не можев да си создадам само дисциплина, да речеме, во однос на музичкиот дел од мојот живот, така да ова сега некако ми испровоцира, си реков, окей, ајде ако ништо друго, барем секоја недела постигне по една ствар. Да. Молим те, барем да имам некаков континуитет и некаков ритм. Немам никакви конкретни планови. Изненадена сум од онака има супер реакции на луѓе, им се свигаат ствари. Ја немав поема како би било одзивот или слично. Така да не знам кај ќе се движам и која ќе биде динамиката. Идеи имам многу и би сакала да можам да ги реализирам и да се занимавам само со музика, наискрено, затоа што мислам дека тоа е моето вистинско битие. Таму, али ќе видиме животот што ќе каже и сите останати помалку битни ствари, како с финансии. Да, финансиите, баш кај ти си фриленсер како мене, знаеме колку е заебан периодот, не знам како кај тебе периодот, али кај мене периодот фриленсер. Флуктуида. Да, кај мене е ужасен овој период за фриленс. Флуктуира, да. Да, и јеби ga малци, клиентите се сега исто извадени од памет, и они не знаат што прават, малце жилават, али ќе преживееме и сето тоа. Да, ќе преживее. Да, мислам, другата страна на коронавирусот, извини што те прекинуваме, ми беше многу фасцинантно колку малку ни треба. Да, и тоа плюс Тоа ми беше исто онака.
супер моменти. И онака, ја у одредена фаза бев толку среќен, што го немам притисокот дека морам да излагам надвор, дека некој ме форсира да идам некаде. Знаеш, као, онака као, сваќаш дека колку цело време си под некој газ, дека треба нешто да правиш, знаеш. И целиот тој притисок ми го создаде уште тој толку длабок притисок и онака првите 2 недели не знаеш на колку вебинари бе. Онака 5-6 вебинари на ден и кај до 11 вечер преморен. Кама што бе преморен? Знаеш, онака оној притисок од overproductivity. Да, имаш еден таков бран. Мислам дека беше глобално. Да, исто интересно беше дека сите готве. И така, интересен период, некако, останам ке памтиме, мислам, донеси многу грозни работи се тоа, али донеси некој self-reaction и self-meet. И да, ние што сме малтане auto-society, не беше критично за нас, али некои луѓе тешко малце го поднесува сето тоа. Да, се служувам. Значи, ти покрај музика си исто директор и едитор, имаш работено неколку филмови, имаш ги монтажа на видеоспотови и све останато. Како иде синхронизацијава? Која правиш музика, размишљаш о монтажа или не баш? Моја? Да. Не, уопште не размислувам за монтаж. Не. Тоа ќе дам на некој друг да се инспирира. Не, уопште не размислувам. Ако има некаков момент што ми се појавува кога компонирам, тоа се бои. Може да ми доаѓаат бои. И толку, а у однос на слики не. Супер. Како ти изгледа пост-хилинг периодов кај луѓето? Како мислиш дека ќе изгледа светот после коронава? Мислам, исто нема да биде тоа во секој случај. Ја некако потајно се надевам дека ќе има ново човештво. Мислам, не ново човештво, него дека луѓето некако малце ќе се сменат. Или тоа може би јас сам утопистички верувам уствари. Јас сум патолошкиот оптимизам. А исто сме. Тоа е добро. Јас сум таму. Ама од друга страна и реалистот во мене така гласен е. Меѓутоа нема да зборам за таа страна. Сакам да верувам во тоа дека ќе биде добро. Пост коронава ќе излеземе као малце посвесно и побудно општество. Пред се имаат се за самите себе и према самите себе, а после тоа и освестени за другиот или обратно. Се едно. Затоа што мислам дека не знам, согледувајќи и луѓе околу мене, и пријатели блиски, и далечни, и читајќи многу глобални енергетски бранови и така дали. Многу малку луѓе, мислам, као да се оттугивме од себе, као да многу луѓе да им е страв да се соочат со себе и да се спознаат. И тоа мислам дека е еден од широката и големата слика кога ќе зумираш на една поединка, мислам дека е еден од круцијалните, хајде да речеме, проблеми со кои што се соочуваме као планета, односно као човештво, затоа што се изгубивме попат. Изгубивме бркајќи финанси, бркајќи кариера, бркајќи имидж, не знам што уште, не материјални добра, бла. И одеднаш човекот не се позна во огледало и тоа онака постанавме нешто што во суштина не сме и во нашата суштина и нашиот core being е нешто сосема друго. И затоа сега цела ситуација со карантинов на некои други беше као вау, на некои други, мислам,
Има мал милион броеви на семејно насилство, што е поразлично. огромен показател што уствари кај сме, односно одреден процент каде е. Така да јас сум навивач за таа грижата за себе, self-love, self-care and self-respect, затоа што не само кај нас во Македонија, мислам дека на глобално ниво се извитоперени многу нешта и многу онака основи, основите ни се многу изместени. Види, интернетот покрај добрите ствари ги донесе и сите лоши, оној живење и интернет живот и потребата да бидеш сакан цело време за внимание, све што прават луѓето на интернет. И така малце е језиво, знаеш, гледаш ултра срекни луѓе на интернет, исполнети све останато кога ги сретнуваш уживо. Не, ултра слаби луѓе. Да, и ка, what is this? What is this? Знаеш, и така да, многу добро го кажа се тоа. Не знам, али генерално човештвото тотално изгуби пат и веројатно оптимистично јас верувам дека ќе се вратиме нешто ново. Знаеш како, да ти одговорам уствари на прашањето, верувам дека ќе излеземе од оваа приказна посвесни и побудни, затоа што јас лично верувам и сум убедена дека светлото е посилно. Да. И мислам дека сето ова искушение низ кое што проаѓаме и као индивидуи и сите на глобално ниво е само еден исчекор напред. Тоа е тоа, мораме да идеме напред, затоа што до сега бевме заглавени. И тоа е тоа. Комплетно. И сите тоа го знаевме. Agree. Супер, ептен. Да, видиш, исто така интересно беше, ја мислев дека си Штип, пошто као задни пут кога се видовме тоа ми го кажа, идам таму, добро ми е, супер ми е, мир ми е, и се останато. Супер е Штип, мир е Штип. Мир е башка се пола саат од Скопје со новиот автопут. Милино. Презградие. Преубаво ми е Штип дека е такво на брдце. И као, баш убаво некако сладко дело е сето тоа, као карпи, куки, исар, као супер ми изгледа сето тоа. Арно, ама ти си се преселила на друго место, као и тоа беше исто убаво, убаво да се чуе. Да. How's life in Europe последна година? How's life in Europe? Life in Europe is challenging. Да, life in Europe is challenging. Знаеш, не е ни тоа толку битно за life in Europe, него дали човек вреди у животот да се бори за да биде среќен, тања, тоа ме интересира. Да. Цело време пропагандирам Celebrate Life, се борам, онака, мислам дека пола живот си го посветив на сето тоа, него дали е борбата за среќата е битна, знаеш, тоа цело време е. Да, ти си за мене еден од моите омилени дизајнери, ако нешто носам ти си нешто. Тоа е Celebrate Life, тоа само морам да си земам. Не бе, какво, ке ти пратам, не, баш ми е драго, многу ми е драго, шо... Озбилно, наискрено. Фала ти, мислам, фала ти. Дали вреди да се бори човек за среќа? Тоа ли беше прашањето? Да. Да, вреди. Да, вреди да се бори човек за собствената среќа и себе реализација. Да, вреди да се бори, иначе денеска у Македонија е прилично тажна веста дека законот за дискриминација на маргинализираните заедници го патна на уставен. Така да се надеваме на некоја посветла иднина на човековите права во местото каде што сме.
спонтано ќе си ја градиш музиката, иначе беше правиме можеби 40 минути, чисто ако нешто значи сето тоа. Пошто не пошто као Ептен не ви рече интровертна, не знам што, тешко. Не знам зашто би можела. Не, тоа е, знаеш како, ја имам, не е дека немам ниско мислење за себе, меѓутоа сум многу скромна према фактот што ја можам да ти кажам на тебе или на кој да било, што ме слушал. Од тука е тоа. Да. Тој момент. Кажи ми, што слушаш деновиве? Горан, имам проблем. Имам проблем затоа што веќе не знам, може да кажам година дена, ако не и повеќе, не слушам ништо. Активно, да. Ама тоа затоа што вајда цело време работиш и монтираш и слушаш звуци и вајда ти треба одмор или ништо не ти привлекне внимание? Делумно е затоа што работам цело време, па увото не ми бара музика, односно не ми бара дополнителен стимул. А другиот момент е што некако не можам да... Не сум стигнала до некоја нова музика што ќе ме впие толку многу. Обожавам да слушам на слушалици, на добри слушалици музика. Меѓутоа тоа ми е како да кажам, земено задоволство последниве неколку години, затоа што мислам дека имам хиперакузија развиена. Тинитус секако имам, така да не можам да слушам на слушалици и последниот албум у кој што сум се заљубила и кој што е последен албум на телефонот што кој имам онака нон-стоп уклучено е на London Grammar. Супер албум. Последниот и тоа е тоа, пошто ние мислам супер London Grammar, да. Сум тажна и кога сум среќна и кога сум у PMS и секогаш можам да ги слушам. Не ми сметаат, не ми се досадни и не ме болат ушите. Да. Пробав последна недела, предизвик ми е да слушам фанк, што му дава една многу симпатичен грув и на телото. Пошто сега сум таа фаза некоја запознавајќи се со телото. И меѓутоа таму има толку многу ноти, што онака некој знае да ми е и too much. Да, 80-ти и периодот која се раѓала фанк музиката е толку откачан и социјално, и општествено, секако, мислам, и луѓето биле толку слободни, и експериментални, и дослободени од буквално све, однака, ни предрасуди толку, ни ништо, така да веројатно затоа таква музика, фанка дели кога слушам, и кога викам човече, како вие луѓе творене, од кај волку енергија за да творат. Да, прекрасно е фанк. Да, и мислам, фанкот морам да признам дека и вака наглас да кажам дека беше за мене супер тригер. Супер тригер енергетски да се покренам, затоа што имав и периоди кога бев онака ептен лоу, значи на ниско. Препорачувам на секој што ако има криза. Funk is the number one button. Да. Кај мене во моите кризни моменти, пошто јас сум сокачар, уличар и морам да ти признавам дека кај мене многу тешко иде локдаунов, поготоа што завршува у 7 саат и имам возрасно куче кое што мора да изврши физиолошки потреби и не можам да му објаснам дека не можеме да излеземе. И прилично ми беше тешко, морам да признавам, онака првиот месец беше онака али добра, веројатно се адаптираш затоа што конташ дека мораш да си почитуваш мерки, затоа што сепак нели
висока одлука е некоја, ако не за себе, за луѓето што се околу тебе и све останато. Знаеш, као свесна се подигна нуша повисоко ниво, што е ептен добро. Супер, значи фанкча, топ. Препорачувам да си направиш Spotify и да си направиш 3 артисти што ти се свиѓаат да ги лајкнеш и алгоритмот ќе почне да ти дава нова музика. Spotify... Да, имам веќе Spotify, ама немам навика. Да. Нема разбирливо, ако работиш 15 сати, немаш време кога да слушаш музика, така да. Да, мислам дека онака и целиот изминатиот период ми беше доста и приватно и професионално турбулентен во смисла на многу промени, многу онака еден чекор нагоре, 2 надоле, 3 напред, 2 назад, 5 напред и постојано изминатава година и пол сум у constant change, што супер. Е многу, да, супер е, затоа што е многу онака се шири, човек се едноставно целата свест се шири и разбирање за што си мислел дека го имаш претходно тупо не важи. Ама од друга страна е доста напорно. И постојано патов, постојано бев на пат и целата таа промена некако, знаеш, кога дојде јануар месец, годинава, реков, окей, еве сега со некој мини одмор, пауза е, нема многу работа, почнам да вежбам, малце да се посветам на себе, таман преку све се затворија теретани. Да. Кјути е, и ја едва и почнав да вежбам од септември, онаков, и сега си отиде, али, ајде, кроце, ке се враќаме. Да, така не знам што поентирав на крајот, ама нема веза. Не, супер, све е окей. Многу е добро да се менува човек, тоа е целата поента на крај, на целиот муаве, знаеш. Ама и најтешко е, ама и многу е супер. Да, затоа што е тешко негде кај што ти е фино да го напуштиш сето тоа, ама и многу е убаво човек кога ќе отиде некаде на некоја ново патување. Да. Супер. Како беше она? Always to look up there where fish fly and birds die. Како ти беше тоа? Така беше? Баш така, да. Да, ептен. Тања Рибарска, не знам дали ја представив луѓе на подкастов, само рекав дека е Тања денеска гостинка. Многу ми е... Не знам, да, може, ќе слушаме тоа допрва. Проверете Тања на Facebook, The Other Fish. Тања, имаш нешто Bandcamp, YouTube или сайт? На YouTube, јој не знам како ми е каналот. На YouTube, али... Да, Little Fish. На Facebook сум The Other Fish, YouTube исто Little Fish, Тања Рибарска. Тања Фиш Рибарска. Тања Фиш Рибарска си на YouTube. SoundCloud исто полн, има таму некои ствари, SoundCloud мислам дека е Тања Фиш исто Рибарска, така нешто. Супер. Значи, убаво е што почна да правиш музика, да изнесуваш у јавност, продолжи тоа да го правиш. Да, убаво е што почнам да изнесувам ствари у јавност. Да, тоа е... Стари ствари, време им беше да излезат. Да. Долго време да се погоди момент да стигнам во студио да ги снимам и тоа да зазвучи онака како што го јас слушам во главата дека ги теам. Меѓутоа, корона реши дека е време сега и кога ќе дойде време за снимање у студио, ако дојде супер, ако не, ете. Да. Ма супер, све окей. Тоа е небитно.
Почитувани слушатели и слушателки, денеска ми беше драго што просурфавме малце у една инспиративна тема, морам да признам. Тања, дали нешто пропуштивме, а сакавме да збориме? Не знам, како многу ми беше пријатна епизодава. И мене исто, ја можам уште 2 сати да зборам. Супер! Дали нешто сакаш да кажеш? Не. Што не го кажавме. Немам, у моментов немам, ништо не ми паѓа на памет, пошто тотално решив да не се спремам и да не правам список за тоа што сакам да зборам. Немам ништо посебно што сакам да избавам, не знам што. Секој што ќе ја слуша епизода, му посакувам многу мир и љубов према самиот себе, самата себе. И така, да се смееме и да пееме. Да, апсолутно се согласам со тоа. Тоа е најбитно. Искрено, нека, кога излегав после 2 месеци од дома, кога сменив environment, и мислев дека можам без луѓе, нека се ги гледам другариве и другаркиве, малиов круг, нели? И вака ги гледам и пресреќен, као, зашо не можеме да се гушкаме, луѓе, као, why is this, као, знаеш? И онако извадени од памет сите што излагаме од дома, чекај би исправно е ова што го правиме или не е исправно, као, зашо, баш као overjudging се деша, зашо искачате од дома, зашо возите точаци, зашо луѓе се... Нешто целиот тој притисок не направише толку притисок, али интересно беше као експеримент кој излегавме од дома и кога сконтавме дека сепак се уште ги сакаме нашите другари и другарки и тоа станува, да веруваме. Тоа е онако, тоа е семејството и фамилијата што си ја градиме текот на животот. Да, Blood Orange. Да, Blood Orange, онаа песната What is Family is About, како беше предобар текст. Family, како беше... Blood Orange. Да, сега ќе гуглам. Предобар албум е тој, ако не си го слушала. Препорачувам. Значи, албумот е Лудило. Ето, пратим и... Да, Blood Orange Family. Negro Swan е албумот, ке ти го пратам преку Spotify, паш имаш. И ка... Има една лирика и као вика You ask what family is, и вика And I think of family about as a community и вика thinking of spaces when you don't have to shrink yourself, when you don't have to pretend or to perform. И као, тоа е тоа, знаеш. Да. Прекрасни се нашите малку другари и другарки што ги имаме и тоа е прекрасно. Супер. Тања, тоа ставам у креативна енергија. Ти пратам песни. Те пратам на Facebook, да знаеш. Фала ти, Сонче. И ја тебе испремам и некој дуксич. Нема гајле, се надевам дека ќе се видиме летово. Да, се надевам и ја дека ќе се видиме наскоро летово. Да. Во план ми е да си дојдам дома, па да си извидам со сите прекрасно. Да. Супер. Ја ги поздравувам и сите наши заеднички пријатели и пријателки што ќе слушаат епизодава и останете добро расположение. Луѓе, чувајте се. Чувајте се. Фала ти, Горан. Ништо, фала ти и тебе. Ова беше 17-та епизода на Celebrate Life подкастот. Денеска со мене беше Тања Рибарска, композиторка, гитаристка, едитор и директор кој што така експериментира во разни форми на уметност. Јас сум Индок, заследете Тања на social media, мене не морате да ме заследите доколку не сакате. Останете добри